Немам покров, немам кревет, немам ни лажичка, ни вилушка, немам што се облечам, вие ми се. На мене нема ништо. Вака 20 години живее Благица Чочева од Кавадарци. Таа нема постојано живеалиште, ниту пари да си плати кирија. Препуштена на милост на пријателите и роднините, секој месец оди од врата на врата, молејќи барем накратко да има топол кревет и покрив над главата. Благица прима социјална помош од 4000 денари, од нив 2000 ги дава за лекови. Само јас знам како преживувам, често јадам леки и без зејтин. Не солзи ни раскаже 70 годишната жена. Немам постојано живелиште. Немам. Те викам, одеше, прасе по кирија, те вика, кај работиш? Социјален случај? Нема. Никој не те приме. Ке вафнуко иди, ке нас најди, една ден, два ќе почне се карат, сама ќе бегаш. Ка види така ќерката, отиди кај ќерката, седеше никој месец кај неа, скоро и година. Они па до ставачка да доа. Зет како зет не те сака. Бегај ти со неа. Не те сакам. Не ми треба тука јас. Мајка не ми треба, не знам што. Проблеми да гуша. Ево сега брат ми ме примна тука 7 месец, 2. И ти вика се още малко, ослободи ми го ми треба да женам. Нема кај тоа, немам покров. Немам ништо, ни кревет, ма ништо, ни лежичка, не евака што ме гледа, евака што. Двој на мене. Примате ли социјална помош? Душо примам 4 дарки. Фала за тоа се ема. Не стигат. Еве лековите и долу има пано под масата и тука. Уште едно кеса, не знам кај ме е пикнато. Само 2 дарки давам за лекови. Со останатите 2000 како преживувате? Јас знам како. Јадам леќа без зејтин, така. Кажете ми, досега споменавте дека сте работеле, меѓутоа не сте биле пријавени. Работеше, ајле време од Тиквиш работеше, неосигурана. Тиквишанка работеше, неосигурана. 2 години тутун со деца, често мал деца. Тоа веќе секој не те осигури, тоа се е приход. А од што боледувате точно? Што не е, притисокот не можам додам, умот ми се врте. Желудец, масноти, многу работи. Сега имате нешто проблем? Глежда имам тука. Од глеждата ми отечува заби това велица, сето тоа ми отечува, ме боле. Лек, пари немам да на лекар. Се е на прифатно, и лекарство, и снимање. Се. Не знам. Тешка работа. Кажете ми после кај братот, каде ќе одите? Не знам, се уплашена. Потресена. Еден ТВ во сработка со Тинекс се обидува барем накратко да ја го олеснат животот на Благица. Таа доби ваучер во вредност од 10.000 денари, со кој ќе може да си купи продукти кои се неопходни. Освен помош од хуманите граѓани, таа апелира да ја помогнат институциите, не испрати со надеж дека следниот пат ќе не пречека во свој дом.